Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Очи во очи. Јас сум Мартина Проковеќ-Костовска. Денеска сте повторно со мене. Имате можност да кажете свое размислување, мислење и став на темата на која што денеска ќе имате можност да зборувате, а секако темите ги определуваме според она што е актуелно во овој период, меѓутоа сите оние проблематики кои ги мачат граѓаните. Ќе зборуваме повторно за вработувањата на државните функционери, односно за серијата дадени откази од како се објавија сите овие вработувања на државните функционери. Во таа настока ќе биде денешната тема. Ќе имате можност секако во следните минути, во оние 2 минути кои што ги имате за оваа емисија, да го кажете вашиот став и размислување. Како што реков, по низа оставки на роднини на државни функционери, денеска и генералниот секретар на СДСМ Александар Кирацовски соопшти дека од морални причини таткото на неговата сопруга, кој што бил ангажиран времено на одреден период преку Агенција за времени вработувања, го откажал својот ангажман во фабриката за опрема и делови во Битола. Додава во своето соопштение дека неговиот дедо бил ангажиран на легален и легитимен начин, но поради реакциите во јавноста ќе се повлече. Жалам што и Борис Поповски, како и многу други наши мои сограѓани, беше дискриминиран од претходната власт на ВМРО ДПМН, но тоа време е зад нас, пишува Кирацовски на својот Facebook профил. Вчера од работните места се повлекоа и мајката на портпаролот на СДСМ Костадин Костадиновски, која беше вработена во Централниот регистар, и синот на пратеникот Горан Мисовски. Нема информација дали ќе се повлечат и блиските роднини на пратеничките на СДСМ Мира Стојчевска и Милева Ѓорѓиева. Стојчевска и Ѓорѓиева не одговараат на телефонските повици. Истото мислење не го делат и министерот за земјоделство Николовски и министерот за економија Крешник Бектеши. В продолжение ќе ги погледнеме нивните изјави, изјавата на вице-премиерот за економски прашања, а веднаш потоа започнуваме со вас и вашето размислување. Не треба да се занимаваме можеби со дневно-политички настани, него да ја гледаме широката слика. Најголем дел од незапосленоста во Република Македонија како процент падна, бидејќи не луѓето се запослија во администрацијата. Се обидуваме сега за издвоени 5-6 случаи да направиме таква слика, него се запослија во главно во приватниот сектор. Јас за ниту едно вработување немам влијаено, за да барам било кој нешто друго да направи, а повторно повикувам сите институции, секој оглас, вклучително овој, нека го проверат и нека констатираат зашто станува збор. А вие зошто не работите во друга телевизија, но работите во ова телевизија? Мојата сестра е полнолетна. Не живее со мене. Првично. Ако сакате вие за ние што водиме институции во Република Македонија да влијаеме за тие да заземат одлуки пошто нашиот интерес или ние да добиеме во јавност, јас тоа не верувам дека би требало да го направиме. Тоа е мојот став. Но, како што не треба ни да влијаеме за тие да се вработуваат. Ги погледнавме изјавите на вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев, министерот за земјоделство Љупчо Николовски и министерот за економија Крешник Бектеши во однос на темата на која што денеска ќе имате можност да зборувате. Морам да напоменам дека имаше секако реакција и од премиерот Зоран Заев, вели се коригираат слабостите по укажувањата од јавноста, а веќе е побарана помош од граѓански организации за поставување систем на вредности, рече денес премиерот Зоран Заев, за постапувањето на функционерите по неговиот повик за повлекување од работните позиции по реакциите за јавноста за непотизам. Премиерот рече дека неговиот повик се однесува за сите функционери, а секој има и политичка и етичка одговорност за постапките. Секој ќе се ја сноси својата одговорност на постапките, има и политичка и етичка одговорност. Одговарајќи на прашање за изјава за министерот за економија Крешник Бектеши. Заев ги поздрави позитивните примери на повлекување на одредени членови кои се блиски на функционерите. Тоа е што се однесува до денешната тема на која што можете да зборувате. 2 минути имате можност во оваа емисија, така што бидете кратки и концизни за да можете да се доискажете вашата мисла. Дали имаме гледач на линија? Ало, добар ден, Мартина. Добар ден, повелете. Ете, вака да кажам, Заев да не го мешаме уопште, човекот си има други работи, други ингеренции и
Јас знам дека ќе ги построи таму некаде каде што ние нема да видиме. Но прашањето е во долната фела, да ја кажам. Ако, и сега се префрлам на Анѓушев, што му се лоши зборовите? Што кажа невистина човекот? Потполно го поддржувам. Кога се пунеше некаде без осет, без пардон, без ништо, никаде не немаше. Сега се работи за 5-6 вработувања, направиме фама. Потполно го поддржувам министерот од албанската националност. Што му е сестра му него од кој ќе се омажит? Зар не треба да работи таја со фамилијата? Зар не треба да ствара деца? Можда треба да му забраниме и деца да стварат, ако му иде сестра. Зашто овој народ така размислува? Јас сум против тоа. Но, ако е влијал министерот, ајде докази да видиме, ќе критикувам јас. Доста да престанеме со ова. Напунија капом и шаком 60.000 вработија, ве молам. Од бравар, кравар, од болничарка, не знам од каде донесена, од чуда. Затоа немаме здравство. Затоа немаме човечко во однесувањето. Напунија секакви. Сега луѓето рекоја, ќе работиме, ќе ставаме на работното место со барем факултет. Со кој има факултет Бујрум? Зашто ако се на некој од владата, што треба тие сега дека се на власт, децата му страда? Сум против. Но, каде е она му осетливо и стварно, одма да се повлекуваат. Одма, еве, Мисовски го повлекуваат. Господинот од Струмица, да. Зар вака ВМРО правеше? Срамота. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Во секој случај разбравме што сакате да кажете, бидејќи времето ви помина. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Да, се слушаме. Повелете во програма. Добар ден. Значи, се јавив во предподневниот дел во врска со емисијата што ја имате, со вашиот колега. Видете вака, значи, да не изиграваат сега жртви овие као демек се откажуваат нивните роднини од ова и она. Имате закон таму за непотизм, така, последен, не знам кој беше, ја не сум правник, меѓутоа има член таму што вика непотизм. Значи, јас ако поставам се бавам со политика, седнувам со мојата фамилија и се договарам дека одам во политика и да знае дека нема потреба од вработување таму. Од кај сега ова сега жртви и заиграваат они дека се жртви, демек толку биле способни. И пак ќе кажам, никој не би имал против нив, значи против мислењето на министерот за информатичко општество кој рече дека треба да се вработуваат и тие кадри. Меѓутоа, да, треба да се вработуваат. Нека се вработуваат со степенот на образование. Зошто не ги вработуваат во македонски шуми? Зошто не ги вработуваат во паркови зелениво? Никој не би слушнал за нив. Ме разбирате? Ама меѓутоа, јас сум родител, моето дете не вреди 200 евра, моето дете вреди 600 евра. И не може да се согласам со одлуката на министерот, со изјавата на министерот, демек треба да ги задржиме способните кадри. Тие не се способни кадри, тие се способни за кај нас, затоа што се поврзани со политиката. Ако одат негде во странство, а дај Боже они тие што се бават со политиката, нивните деца да одат во странство, јас ви гарантирам дека државата ќе цвета и дека ќе биде поубава. Ќе се ослободат места за перспективни луѓе и дури не можам да го прежалам човекот кој беше на една телевизија со 10.00 просек за безбедност, нема врска дали од албанска, дали мислам дека од албанска беше ова националност, не е примен, а примаат син на пратеничка во Радовиш со фармацевтски факултет. Па што е тоа, инспектор за лекови ќе биде во полиција? Поздрав, пријатно. Ви благодарам за вашето јавување. Убав ден, добар ден. Добар ден. Повелете. Јас сум исто така против аномалите во вработувањето, значи несоодветни кадри. Тоа го правеше несоодветни луѓе на се земени на работа, тоа го правеше ВМРО, го имаше. Значи цели фамилии се запослија, да не зборувам. Сведок сум на тоа, значи бев 6 години сум веќе во пензија, пред 6 години, 2008 поготово, беше катастрофална. Буквално се запослуваше се живо и диво. Значи се запослуваат цели фамилии, татко со синови, со што ти ја знам, сино со татко, се влече едни со други внатре како смиски цева. Значи работе во јавно предпријатие и не сакам никој да ми речи какви вработувања имаше ВМРО, какви вработувања имат овие. Ако се бара
соодветна личност, соодветен кадар за соодветно испразнето место, кое што навистина има потреба од стручњак, од соодветен профил или било што, па зошто да не, нека се вработи. Меѓутоа, непотизмот нормално, ако имаме, значи, како примерот, факултет за безбедност, се вработува лице со речи го со аптекарка, например. Добро, фармацевска. Со фармацевт. Нема врска тоа. Нема, може треба и фармацевти во полицијата. Немам не, од и полицијата има доста, како да кажем, доста профили треба на полицијата. Меѓутоа 100% на тоа место, ако веќе е нагласено, не му требала таа. Такви работи, такви аномалии би требало да се исклучат. Тоа го правеше претходната власт, затоа и падна. Не би требало ова власт да ги прави таквите грешки. Значи, едноставно треба да се огради од таквите работи. Исто така, ако веќе некој ги исполна своите надвор од вработувањата, нека се исполнат и ови. Да. Ви благодарам за јавувањето. Убав ден. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Знаете, јас ова го осудувам начинот на кој се вработија само ради затоа што се колнева дека нема да ги повторуваат грешките на претходниците. А грешките на претходниците, ако почнеме да ги отвараме, малце ми се 2 минути да ви кажам. Луѓето заборавија дека како во 23 часот се подпишува решение министерот за еден ден, како да делеше решенија во МВР за навечер во 23 часот. Но проблемот е, зашто сите мора да идат у Елем и во МЕПС. Каде се огласите, нека ги покажат огласите јавно, дека било све регуларно, нема проблем да ви кажам. Ако стварно тие луѓе биле добри. Но се колнева дека нема да го прават тоа што го правеа претходниците. И затоа и дојдоа на власт, затоа луѓето им веруваа. Инаку, ако ја почнам да ви кажувам за приказки како се вработувале во МВР и кој се вработил во МВР, па вие ќе се смеете. Дали знаете што значи тоа се приказ, не можам да ви докажам какви луѓе имало. Или други институции, да ви кажам право. Но проблемот е затоа што се колнева, не смеат да ја направат, да ја повторат истата грешка. Сега, бидејќи овие реагираат на јавното мислење, притиснати дали не или, ајде сега опозицијата, нека си ги повика своите што ги вработи, што им зема по 6.000 евра, пазете, зборам отворено и кажам, 6.000 евра, да си дадат отказ од таму кај што ги вработија. Дали знаете вие дека у Македонија ќе нема да функционира државната управа? Дали они се свесни што? Али проблем е затоа и ги сменивни, затоа и баране да се сменат. Но ако сега збора за непотизам, па забораваат бате директор на УБК, бате советник во царина. Тоа не е ништо тоа, така. Или се извинувам, господјицата што се шеташе по Скопје што смени 4 фирми за една година. Забораваат таа приказка. Но проблемот е кај овие сега што ги критикуваме. Јасно, ви благодарам за вашето јавување. Само накратко, на списокот на сомнителни партиски вработувања за кои антикорупцијска комисија соопшти дека ќе ги истражи се и вработувањето во Елем на сестрата на министерот за култура Асаф Адеми, кој е од партијата Алтернатива, на ќерката на председателот на собранието Талат Џафери во Елем, вработувањата во училиштата на сопругата на градоначалникот на општина Бирово Звонко Пежевски, на сопругата на градоначалникот на општина Неготино, вработувањето во МВР на сопругата на пратеникот Зекир Рамчиловиќ. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, Мартине, да ве поздравам во екипата на 24 телевизија и на сите редовни гледачи што ја следат вашата програма. Вработувањето по партиска линија, па тоа од кога се осамостои Република Македонија до ден денешен го има. И дали се искорени таа пракса? Не се искорени. Мислам дека секоја партија, мислам власта како се менуваше, си ставаше своји луѓе по јавната администрација. Значи, јавната администрација стана место за вработување на партиски кадри, кои кога ќе се сменеше едната власт, ги тргаше тие луѓе што беа од претходната власт и ги ставаше своите луѓе наизменично, дали ВМРО, ДПМН или СДСМ биле на власт. Зошто зборуваме само, зошто не кажуваме за луѓето од ДУИ кои веќе од претходната од 2000 и некоја
од кога се формира и кога дојде на власт, се нагласи, има своје вработување. Дуи како заштитена мечка ја третираме во моментов и во овие години. Зашто не смееме ништо да кажеме? Јас мислам едно е јасно, дека се зависи од гласовите на Дуи и коалициите, бидејќи и во албанскиот корпус има незадоволство, бидејќи луѓе кои имаат високо образование завршено не можат да најдат стручни кадри. Да се запрашаме во администрацијава што се вработуваат, дали се тие школувани луѓе или така по роднинска врска само се ставаат, се пополнуваат местата, дали имаат школа, дали некој испитал тие со какво образование се вработуваат. Јас мислам дека има луѓе што се и со многу ниско образование, на високи функции ставени, само колку да се пополнат местата и да се стават своји луѓе. Додека... Ви благодарам за јавувањето, убав ден. Добар ден. Дали имаме гледач на линија? Да, имате. Добар ден, повелете. Добар ден, убав ден, најубав ден и среќен ден. Благодарам исто и на вам, повелете. Вака се, многу се интересни овие прашања, ама изгледа поинтересни се од гледачите одговорите. Јас, например, поинаку го разбирам ова сет. Зависи од кој агол ќе трнам. Да речеме, ако трнам од аголот на позицијата, ќе кажам едно. Ако трнам од аголот на опозицијата, ќе кажам друго, а од аголот на неутралните би рекол вака. Непотизмот. И она сето тоа не се сегашни корените на тоа. Но кај нас недостасуваат правилата. Нервниот систем, што би го рекле модерно. Не можеме ние да направиме нервен систем кој што навистина и јавноста ќе ја задоволи. Не само приказките околу ова што зборуваме. Сум слушал и порано и некојаш и сега слушнав. Во Германија, да речеме, има систем, вработува политиката, политичките партии. Во Франција не било така, таму вработувала администрацијата. Што ќе биде крај на сега, кога администрацијата и она сама би вработувала и ја правила, кога е она и лјадито зголемена и сето на... Иначе, не сум ја против администрацијата, затоа што повеќе луѓе некојаш викав да се вработени во Македонија, повеќе се издржува и, да речеме, поинаку изгледа државата. Но, овој случај, пупу не лажи ова работа и нова на сега. И уште нешто што е клучно вака, обичниот човек и онај неутралецо да го кажи. Ние имаме министри кои што не даваат оставка по наредба на премиерот. Имало примери и порано, и сега што дека не дава тоа, на лидерот му дава. И исто кога Анđушо таму го кажува тоа, па смешно би било дека... Ви благодарам за вашето јавување. Добар ден. Добар ден, поздрав до емисијата, поздрав до водителката. Поздрав и до вас, повелете. Вака. Прво до актуелната власт. Ова е еден рекламен трик што се вика предизборен за председатели. Мислам, председателски избори што одат. Те демек се вработувале, па сега овие не знаеле од врвот на владата, па сега ќе разградуваат, па ќе ги истеруваат отом потом. Ќе ги истерат од ова работно место, ќе ги дадат некој поубаво работно место и така. А инаку на овие што беа претходно на власт, ДПМН, би ги препорачал да не плачат многу, бидејќи исто си беше и тогаш, си се вработува своји луѓе, има X непозната примери, да не ги набројувам, ќе треба 6 емисии да имате тука, вие ностоп да бидете заедно со мене да слушате. Немој, така ми е малку криво, ги напаѓаат од опозицијата, демек запослувале у администрација, запослувале у ЕВА на СМН, сега битно, од време на осамостојувањето, што кажа и претходниот гледач, се си влече по партиска линија. Зошто велат вика да се вработиш, ама имаш ти партиска книжка, не ти барат пасош или лична карта, или што си многу убав, или што си многу учен. Сега се вработува кој е по партиска линија и не школован кадар, и школован кадар, имаш секакви, еве, појди по суд, пример, појдете по социјала, абе, немаат едноставно она људско кој ќе го видиш да те прими, па да те објасни, се некоја дива лига, се од Карпати, од села спуштени,
нема градско дете, значи партиски јаки војници се примени. Не велам ова власт, да, ама и минатата пак да не се повторувам. И што сега бараме? При за време Југославија бивше е било, ако си савез комуниста, Југославија ќе си имаш положај и ќе има твое дете и ќе има твое внуче. На времето беше Сим Палов борца. Ви благодарам за јавувањето. Помине вашето време, затоа велам да си го пратите со цел да се доискажете мислата, да не бидете прекинати на пола мисла. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Пошто се кренала фама за вработувањата од панарочите од опозицијата, изгледа нема што да обеќаваат сега на изборите, па ќе го изгубат членството, пошто тие на тој начин вработуваат. Тојди во ВМРО, ќе имаш книжка, па ќе те вработиме. Па за Битола да не кажувам, јас сум од Битола, па не остаја ниту зад врата некои позиции се измислуваја, нишечна врата и решени. И то функционери. И јас да ви кажам искрено, размислам пратеник е државна функција. Значи тој кој ќе стане пратеник е државна функција. И сега јас, пример, жена ми станува пратеник, јас што треба да си одам од работа, ако сум работен во државно, непотизам е тоа. Нема логика. Јас да сум никогаш нема да дадам оставка. Секој има право во државна конкурс да се пријави, тоа има комисија, има жалби, можат да се жалат 8 дена, кој е примен, кој не е. И овде никој не се жали, кажат непотизам. Па за во Битола ви кажам за Илиовски проштиот пратеник од ВМРО. Од жена, деца, снаи, брајќа, све. Мислам, најмал се ти има право зборот. И го поздравувам Кирацевски, ја си продолжи си работи така, лично го познавам, супер си е човекот. Пријатно и благодарам. Ви благодарам за јавувањето, убав ден. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Па мислам, овие многу стручни кадри се вработија во државните институции. Зашто не ги вработија во стопанството? Па нели најквалитетните кадри треба да додат во стопанството да се развие економијата, а они пак во државните фирми. Видите, оваа партија влече конци од Сојузот на комунисти. Како што рече еден претходен гледач, Сојузот на комунистите беше со книжка, црвена книжка, ако имаш, одиш на работа, а ако не, не. Тие тоа го знаат и тоа го практикуваат и никогаш нема да го остават. Тоа е нивната матрица, тоа е нивното однесување, тоа е нивната работа. Тие за стопанство не се, за економија не се и така како што се дошли, економијата и таа што имаше, ако не беа странските фирми, што ги доведе овој што го пропадија во Будимпешта, економијата ние ќе немавме и до сега ќе колабиравме. Значи, они ќе продолжат така, они така само знаат. Фала и пријатно. Ви благодарам за вашето јавување. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ја не се слагам со претходниот гледач. Сојузот на комунисти, меѓутоа Сојузот на комунисти само за функции требаше да бидеш член. Таму имаше се вработува, ја не сум бил у Сојузот на комунисти, се вработив. И нека не збори некои работи што не се со темава. А потполно се слагам со тој претходниот пред него гледач. Да е сега власта како што е власт, да се малце по-паметни, да кажа списокот од 2006 до 2016 што има претходната власт запослени. Само тие се, не знам што ви кажам, поштени се и фер се. Ја тоа све би ги стерал од работа. Па да видат како е. Добро рече еден претходен гледач. Нема што да понуда сега за председателски, ви само вадат некои шеми таму. Па што сега? Ако е способен, ако е кадар, ако е завршен, ако е дипломиран, што да не работи, да остане на улица. Тој што спомна предходно со црвени книжки, па до пред 5 години, пред 3 години беа со црвени книжки, ако нема црвена книжка, не може да се запослиш. И сега небулози некој вада таму. Ма и овие се, хајде да не ги наречам, како да ги наречам, што поднесуваат оставка, ќе се го не се повлекувам и крај. Има таму конкурс, конкурирал, поставил диплома, нека тужби, жалби, вам ако одговара, зашто да не се? Има деца што седа со години, со по 2-3 магистерски докторати, нема да се запосли. И што ако е дете сега на некој пратен имус да не работи, да умрат тие. Така е што сега вада секој ден излагаат, вадат некои работи тамо. Добро прави овој Бектеши како го игра. Да, таа ми е сестра, мажена си и крај. Здраво.
ти конкурирала, ја примеле изработство. Што е она речево рек Битола кога дојдоа 600 души запосли. Ви благодарам за јавувањето. Ајде, пријатно, фала. Имајте убав ден. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Има некои недоречености. Дали од непознавање на некои работи или од некоја пристрасност. Што значи? Ако е некој на јавна функција, неговите потесни членови на семејството по правилото на опозицијата не би требало да се вработат. Абсурд. Тоа никој пат не може така. Оставките ги дават од големината, да нема да не се дига фама. Тука е разликата меѓу политичките партии на Социјалдемократскиот сојуз и на ВМРО ДПМН. Луѓето што беа со членски книжки од ВМРО ДПМН беа под узурпација, не дај Боже, ако и вработи ВМРО еден член. 10 фамилии се узурпирани, опасна работа. Кај Социјалдемократскиот сојуз тоа го нема. Зошто да не се вработат? Зошто да не се вработат? Нека се вработат. Еве нека ме демантира некој, нека каже еден на соодветно работно место дали е приман со без соодветна наобразба. Тоа е големината. И за мене мора да се вработуваат. Тие ќе седат на улица. Ево, јас сум на јавна функција, ево, пратеник сум и моите потесни членови на фамилијата не може да се вработат никаде. Абсурд. Меѓутоа, тој е последната сила на опозицијата и така поени не се зимаат. До слушање и пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Добар ден. Добар ден. Повелете. Може сите овие гледачи што се somисла дека е во ред да се запослуваат и луѓе на пратеници, дека не треба тие да умрат, сосема исправно, никој не треба да умре, господа. И се би било така, и исправно секој да се запосли, еден господин рече не треба да дава оставка, и тоа е во право, под услов да немаме закон. Меѓутоа во оваа држава, во моментот, драго или не драго на ним или на мене, постои закон за непотизам. Значи, одејќи по законот, овие луѓе не треба да се вработени. Не е дали се стручни, не стручни. Значи, законот не дозволува роднински врски. Да. Мислам, луѓето треба да разберат што се збори. Ако го нема законот, како што каже една пратеничка или што беше од СДС, треба да се сведи. Да нема непотизам закон, значи тогаш е во ред. Значи, господа, постои закон за непотизам, децидно е нагласено кој има право, кој нема право. Сега, вториот дел, моето размислување. А овие што даваат луѓево што се вработени сега, кои да се браќа, сестри, што се тамо, не битно. Не. Тие треба да си останат на работните места, а оставка да си дадат тие што се роднинска врска, а се веќе на функции претходно. Тогаш ќе функционира овој закон за непотизам и тие другите понатака ќе мислат. А што ова сега мајка ваш даде отказ, која корист? Па таа не сгрешила, сгрешил синот, сгрешил лакерката што се ја запослила лакерката. Мислам, мајката, извинете. Јасно, да, сосема разни овдека релации има. Значи, оставки функционерите кои примија луѓе, а луѓево што се примени да си останат на работа. Ете така, благодарам и пријатно. И благодарам за јавувањето. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден. Во програма сте, ве слушаме, повелете. Добро, јас ве сакав само да се јавам, слушајќи ги сите претходни гледачи, многу ме нервира, затоа што мислам дека никој не се во право, што ја не сум определена политички, ни СДСМ, ни ВМРО, меѓутоа не може да мислат толку лошо на луѓето, дека ако е министер не смее детето да си го запусти, ако е пратеник не смее, ако е професор не смее детето да си го запусти, ако е доктор не смее детето да си го запусти. И мислам дека крајно неферско дискутирање, не фер однесување. Крајно не фер однесување. Тоа страшно ме нервира. И едните, сите треба да се вработуваат. А кој е примен, како е примен, тоа само може да се испита дали одговара на струката или не одговара на струката и така натаму. Али да имаат против запослувањето на децата на
доктори, професори, пратеници, тоа не се сложувам. Значи стварно не се во право. И предходната влада запослувала и ова ќе запослува и така. Тие што не им одговара, нека тужат, нека испитуваат. И толку имам да кажам, фала многу. Благодарам за јавувањето. Добар ден. Ало, добар ден, Мартина. Повелете. Паднаа првите остатки на роднините на функционерите. Зошто, Мартина, кај нас се работи се опаку? Сите баравме правда, сите баравме демократија, сите баравме едно општество за сите, а не за поединци. Например, ќе го земам, Џапери не су против неговата ќерка што се вработила. А ако се вработила млада, завршила, дали од околината на Џапери немаше некое сиромашко дете, некое земјоделско дете, ако е албанче, да се вработи со добри оцени, со завршена школа, бидејќи неговата ќерка има што да јаде, а тоа нема, е сиромашко. Зошто не се даде еден ред кој каде и колку бодеви има и како завршил, дали некој завршил само 2 месеца, а некој чека 4 години со исти факултет и не може да се запосли. Зошто нашите инженери, нашите доктори што одат во странство, не ги прашуваат дали си на функционер, дали си на земјоделец, туку гледат кој квалитет го има. Кај нас само нема квалитет во ништо. Не чинеше ВМРО шо и живо и биво запосли, го сменивме, се боревме за подобро, дојдоа бетер. Значи треба и нив да ги смениме сега. Зошто се навредуваме еден со друг? ВМРО не чинеше, СДС чини, сега и СДС не чини. Се додека не се тргне по прав пат, по демократски пат, никој пат мир нема да имаме. Да. Пријатно и многу Добро, фала. да, ви благодарам за вашето јавување. Добар ден. Добар ден, Мартина. Повелете. Вака, значи оваа селективност, гледач од Кичево се јавува, оваа селективност секогаш е имало, уште од осамостојувањето на нашата држава. Две партии кои што нон-стоп се менјаваат, то се СДС и ВМРО, мислам ВМРО кога дојде со ДПМНЕ, и треба да има некоја реалност меѓу нас луѓето и да бидеме малце објективни во смисол на нашите излагања овде во оваа контактна емисија. Јас работев во Рудник, кога се осамостои државата наша, останав во Агенција за вработување 27 години. Не бев партиски определен. И сега тоа е нормално ако е некој на функција, па да си стави некој братуче свој или било како, ако некој докторирал во Верона или било каде за правник, треба да му е местото во Министерство за правда. Не да бираат места како МЕПСО, ЕЛЕМ или на аеродром таму во Петровец, каде што се земат огромни плати, во тој контекст. А инаку дека претходната влада праеше ршум од двајца на едно столче, тоа е факт. Јас имам колеги и мој сега работам, имам мои колеги кои што беа од ВМРО, па сега добија со оваа власт добија решение, а претходно беа со договор на дело. Значи, да не фрламе со дрвија со камење на сите кои како што ќе дојд, него да бидеме малце покреативни во смисол на односот на ваквите емисии. Значи, да не ги напаѓаме луѓето, да видиме, дај да видиме што е работата, ако има селективност, да се испре работата, ако не. Јасно. Тоа е тоа од мене. Фала ви многу и пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Добар ден. Добар ден. Повелете. Моje мислење. Не треба да си дават оставка ново вработените. Туку треба да си дадат оставка оние кои ги вработија. Зошто луѓето не се способни да водат ова држава и народ поради нивното пробитерство и каде направија омрза помеѓу народот и фамилиите. Нас ни треба трета опција, како за председател, така и за писмени луѓе кои ќе мислат за ова држава. Благодарам. И благодарам и на вам за јавувањето. Добар ден. Хало, добар ден. Повелете. И среќен ден нека биде. Исто. За овие што се вработија, мајките, бабите, тетките. Кој е тој Чираковски, како се вика? Кирацовски. Што дигнал толку глава? Јас сум од ДСДС, ама сега сум на раскрсница. Затоа што кого да сретнам луѓе во пиштат за работа,
што ќе каже Чираковски. А друг праша, што правиш, каже, работа. Чираковски, ако кажи, само тој ако кажи. Што личиме, ние бе држава Чираковски дојде ви да послува, како беше, несоодветни кадри таму вамо да ги менја, да ги потурнува луѓето, учил за едно, се вработил за друго. Наше, гласаше, трчаше. Кај оде ова држава, што мисла тие? Чираковски. Чираковски. Кога да прашам, викам, ајде бе, што без работа толку трчаше, викам, она без работа се вишуше. Па Чираковски, тој што ќе ги секретарот. Боже. И сакаме држава да прави, со кого ќе правиш држава, еј? Ајде да го прашаме тој Чираковски што направил до вчера. Што придонел за државава? Лепел излети тој како е што лепат плакати и дошол да запослува. А Бог да чува, ја не знам што е. Арно му се прави на народов, е сега од другата страна. Затоа што така им треба. Дека дребат, дека спијат, нека одат уште по кантини дека збираат. Ума му се прави. Па нека мислат што прават и за кого гласат. Абе, денеска ги изгласавме, не го била, утре на улица и да ги нема. Како правеше Италија? Секој 2 месеци, 3 месеци избори паеше, дојде на колосек. А ние ќе се лепиме за овој зонај. Пријатно, убав Ви благодарам за јавувањето. Убав ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Како сте, госпоѓа Мартина, добра ли сте? Добра. Поготово со оваа проблематика денешна, мислам дека сите сме ептен расположени, релаксирани до максимум. И сега, го загорчихме животот, например, на еден си Костадинов, кој се прими мајка му на работа, ама ете сега под притисок на нашиот многу голем овој човек, кој што му стои, законот му е најглавен, тоа е господин Озаев, тој сега мора да ја сугерира на мајка му да ја отпушти од работа. Абе, не само Костадинов, и Джафери, и овој што е, како се вика, подпредседател на собрание, па и Чираковски, па и сите овие министри и стотине. На сцена едно невидено беззаконие, госпоѓо Мартина. Беззаконие невидено. Дојдовме во состојба председателот на собранието да се ги прогласува законите за важечки. Да ги спусти во примена. Да, добро, не зборуваме се на таа тема, да не отвараме други теми, вие ќе поминувате на друга тема. Дозволите. Не можам да ви дозволам, бидејќи зборуваме на друга тема, ве молам. Дали се уште на линија? Зошто ме прекинуват? Се уште сте на линија, ве слушаме. Ама тоа е и ово е беззаконие. Вработувањето е беззаконие, невидено. Сето тоа се одвива во основа на злоупотреба на нивните функции што ги имаат. И зашто, например, еден родник, некој испрати своето дете или сестра или черка на работа во некоја текстилна фабрика. И таму сигурно... Да, ви благодарам за вашето јавување, ве молам не отварајте други теми, да се задржиме на оваа тема. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Петрински од Кишево, благодарам. Не се сложувам со претходниот, ама ни малце. И со тој пред него. Значи, реалноста и вистината е една. Секој граѓанин на Македонија е државјанин на оваа држава, има право да се запосли. Дали е од пратеник, дали од министер, дали е од директор, тој е лично негов проблем. Така, сметам дека оваа власт работи, прави држава. Држава во која има еднакво за сите граѓани. Од кој, за жал, и тие, поради опозицијата кој упорно плачат, упорно пукаат, оваа власт примила неколку души блиски до власта. Па нормално е. Како што правеа првите, така и овие. Само што првите и на мора да седнат за миваки и на куќето ВМРО попишуваше, ќе го примеа на работа, значи. А сега да ви кажа, Мартина, добро слушајте ме. 4 години ВМРО беше на власт. Луѓето не беа запутени оние кои беа неопределени од СДС. Кога дојде Бранко Црвенковски, поеден од Куќарич ги вработан, тој правише исто држава, не мислеше на сиромасијата на народот. Народ бара леп, значи не бара држава. Ние сме таква нација со таков менталитет.
Од кој? 4 години пак седевме без работа, 8 години, 7 години владење на ВМРО, 15 години. Па како не им е срам сега ВМРО да кажуваат, кој ги наполнија, јас работам, како се кажа, Кичев, господин Вослови, работам, што таму работеа и ВМРО, ме излажени со години, со месеци, без решења. Сега, кога дојде ова власт, стварно им додели решења на сите тие кои нема. Значи им даде. И сега одма ВМРО-ците викат им дадоа за да гласат за референдум. Не, им дадоа и го решува статусот. И ја ја познавам ова влада да почнат со примање на работа, сите да си го работуваат, нешто има место, луѓето секој има право да биде работен и секој има право на парче леп да го заработи честно поштено, дали од директор, министер или од сиромах. Али треба да пуштат на сиромахијата во пред. Добро, ви благодарам за вашето јавување. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Се јавувам од Неготино. Прв пат се јавувам и сега по некоја случајност на одмор сум и гледам се исти луѓе се јавуваат на сите телевизии. Стварно срамот. Од нивна страна. Ова од Кичево, од Прилеп, од Като таму. Добар, не е битно. Сега, јас имам една девиза, моја девиза. Одеше една реклама на прво место семејството. Нема на прво место семејство. На прво место државата треба да биде. И сите овие функционери, кога некој ќе го избереме ние за функционер, пратеник, министер, не е битно што е, треба да мисли за комшијата, за пријатели таму некои, а после за неговите. Зборам за помалите места. Оти ние сме, сите се знаеме еден со друг. Ме сваќате што ми е поедната, нели? Да. Сега, друга една работа со ова запослувањето за дипломите. Овие дисперзирани студии го уништија цело образование. Добро, не зборуваме се на таа тема, зборуваме за вработувањето на државните, на родни на државни функционери. Па баш за вработувањето, зборам. Дипломи имат несоодветни дипломи. И на несоодветно работно место работат. Нестручни кадри, катастрофа. Образованието на нула. И би препорачал до министри, премиери, образованието е основа на една држава. И било кое општество. Примедејќи сите, нели, потекнуваме од образование. Така. Ви благодарам за вашето јавување. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Види, вака, има некои исправки околу ВМРО. Да, слабо ве слушам, господине. Не, па тоа се надржам на... Нарежа малку погласно ако може. Повелете. Видете, јас сум ВМРО ДПМН. Добро. Значи од 90-та година. За време на ВМРО ДПМН исклучиво предност има членови на СДС. Ама да појасниме. Значи тоа не беше ВМРО ДПМН. Пред знак давам СДС ВМРО ДПМН. Така, тоа се работи за општина Гевгелиев. За другите општини, за веројатно и така и тама. Значи, тука има една разлика. Сега СДС... Да, малку погласно, господине, ве молам, зборувајте, бидејќи слабо ве слушаме. Видите вака. Значи, а сега СДС ги запослуваат исклучиво нивните. А додека ВМРО ги запослуваше од СДС на убави места, во царини, во државни институции, а нашите што беа гласачи, имаше една приватна фирма од Прилеп и му даваа пари, не беа осигурени. Така, значи, или па некој метлар, нешто да работе, таква работа. Сега, овие, ако сакат да работат, ова е запослување ради запослување или запослување да не работи. Ако е запослување за работа, еве кај нас во Ноел Гевгелиев конфекција примаат секој ден. Има една локална радиостаница, секој ден трубе да се примат. Нека повелат тука, ево вака, државата кога ги зима тие кредити, на овие што сакат работа, во конфекција нека му даде 500 евра од државата и 200 евра од конфекцијата. Тие му се 700 евра. Со се сташо, се 1000 евра ќе... Да, ви благодарам за вашето јавување. Добар ден.
Добар ден, Повелете. Мартина. Падна првите оставки. Па стварно редно беше време да паднат оставките. Па дури срамно е, мислам, претерано е. Костадин Костадинов, мајката, дала оставка, а сега во исто време и сестрата е запослена. 15 години, значи они, како што кажува Николче, нигде не работеле. Мајка му не ли работела? Мајка му е. Значи 50-60 треба да има. Значи ова е стварно. И ВМРО запослуваше точно, никој не го негира тоа. Меѓутоа да се има стручност, бре. Што е ова? На работно место не знае. Која му е потребата на тоа работно место? Па нека проверат, комисии да има. И тие што ќе се примат, дали одговара со средно стручно го ставале таму инспектор у МВР, ли кај кажа. Па тоа, мислам, нема никаков ред. Нека примаат, ама шо е ова? Ова е претерано. Тала Джафери, керката у Елем. Тој, другиот, такоđe Елем. Шо е тоа? Арно кажа пред мене, гледачо. Имаме конфекции, шо не ги запосла таму? Него директно кај шо има 40.000. И кај шо немаат стручна спрема. Не го знаат ни јазик од нивните. Ако е за тоа. И како ќе работи он, како ќе одговори на потребите на предметот што го имаат, например. Било во која администрација да е. Тоа е срамота што се прави. Стварно ова е претерано. Претера. Во секоја мерка претера. И ВМРО може би запослуваше, па затоа си паеше грешки и затоа си изгуби. И сега нека не спомнуваат ВМРО. И они греше затоа и не се на власт. Толку. Пријатно, Мартина. Ви благодарам за јавувањето. Добар ден. Добар ден, убав ден. Ајде, јас ќе го кажам своето мислење, нема да ги коментирам претходните гледачи. Значи, кажа вака. Прво мора сите да се вработуваат и не треба да има никакво запослување со врски и слично. За тоа да биде регуларно, реално, за мене е следното. Значи, секој има право да се вработи, не во Елен, било каде, но во оние фирми кои што се водечки, да нема, значи учество без конкурс, прво да има конкурс. На конкурсот, значи да се примаат лица према условите кои што се наведени во конкурсот. Да биде примен оној кој има најмногу бодови, да нема интервенции од страна. И тогаш што е битно дали ќе биде во една или во друга или во трета фирма. Значи, само тогаш ако има интервенција од страна, тој што интервенира, дури да биде и на одговорност земен. Значи, само тоа така може да постигнеме цел. И второ, ние ова ќе ги искорениме. Онај момент кога нашата невработеност ќе падне испод 10%, кога ќе може еден работник да работи на 2 работни места. Се додека ние бараме едно работно место од 2 да најдеме, ние овде ќе се давиме, ќе се караме, ќе се расправаме и не можеме, значи, никогаш да го решиме овој проблем. Ние само се надмудруваме еден со друг, како да биде, што да биде. Значи, непотизам не треба да има. Значи, привилегии од врвните личности апсолутно треба да биде на нула, сега дека да биде принципот конкурс и најголем број на поени. Ако има отстапување од тоа, значи да има и одговорност. И само на тој начин можеме да ја постигнеме целта. И само имам една, ако постои тоа можност да се разгледа. Стварно 2 минути се малце за да се искажуваме. Сепак би требало малце да Да, ви благодарам за вашето јавување. Вака е веќе подолго време што се однесува до минутажата на која што имате можност да зборувате во оваа емисија. Сметаме дека се доволни затоа што пократко трае оваа емисија, да имаме можност повеќе гледачи да слушнеме. Затоа треба да бидете пократки и поконцизни за да можете да ги искористите тие 2 минути. Сосема се доволни за овој тип на емисија, односно за оваа емисија конкретно, како што реков, која што трае 50 на минути. Ви благодарам за вашето внимание. Останете со програмата на телевизија 24. Повеќе за оваа тема ќе имате можност да погледнете во Централниот дневник во 17 часот, а со мене се гледате повторно утре во истото време. До гледање.